Дали знаете дека денот на рибарите се слави истиот ден кога завршува забраната за лов на пастрмката, позната како татилјот? По собирањето во црквата Свети Никола Геракомија во Охрид, поворката рибари пеејќи ја црковната песна во Јордање и носејќи го осветениот крст низ улиците, се упатува кон местноста Сараиште. Најхрабрите рибари тогаш скокаат во езерските води, на тој начин посакувајќи здравје, среќа и берикет на година за сите охридски рибари. Некогаш, кога беше забрането славењето на празникот Водици, охриѓани крстот го земаа во ноќно време и го фрлаа тајно во езерото, а следниот ден рибарите го бараа во водата. Сето тоа било добро организирано за попот Смилјан да се прави дека некој без негово знаење го украл крстот. Откако ќе завршала церемонијата, повторно тајно, крстот се враќал во црквата и сите потоа се преправале дека ниту чуле, ниту виделе. Дали знаете дека мечкарскиот адет од Прилеп е исклучиво касапски обичај? Овој обичај е карактеристичен за прилепскиот крај и е стар повеќе од 2 века. Маските се исклучиво од кожа. Наредени со пулејки, со стари пари, со ножиња, пуфки. Брадата и опашката се направени од воловска кожа. Се носат и клопотарци и стапови. Со овој адет, касапите бараат од Господ да им ги прости гревовите што во текот на годината колеле животни. Со зурли и тапани прилепските мечкари во недела ги посетуваат сите касапски фамилии. На овој ден нема пристојно однесување. Прилепчани им плаќаат на мечкарите за да си го откупат собствениот живот. Касапите пак наредниот ден се собираат на касапски посен граф. Овој обичај се слави на празникот Велики поклади, меѓу народот познат како проштени поклади, последниот ден пред големите великденски пости. Кај народот, зборот прочка се користи за да се означи последниот ден од сирната недела или денот кога сите си простуваат.